Со проекција на знамења на Романија и на Европската Унија на Викторијанскиот дворец во Букурешт беше одбележано преземањето на романското ротирачко председателство со Унијата. Ова доаѓа во бурно време за блокот, а само неколку дена откако председателот на Европската комисија, Жан-Клод Јункер, изрази сомневање во способноста на земјата да ја заврши работата. Романија ќе ја предводи Унијата во време на серија клучни тестови: Брекзитот, изборите за Европскиот парламент и расправата околу следниот буџет. Романија, откако се приклучи во 2007 година, е една од земјите членки каде што рейтингот на Унијата е најголем. Меѓутоа, незината левичарска влада неодамна почна да ја прифаќа националистичката реторика од соседните Унгарија и Полска. Сите три земји се вклучени во спорови со Брисел во врска со контроверзните реформи кои критичарите велат дека го поткопуваат владењето на правото. Ливију Драгнеа, шеф на владеачката социјалдемократска партија, за кој се смета дека е најмокниот човек во Романија, ја критикуваше Унијата како неправедна, наведувајќи дека Брисел се обидува да му го одрече на Букурешт правото да има свое мислење. Една од главните причини за залудувањето на односите меѓу Букурешт и Брисел е планираниот ремонт на романското судство, за кој владата вели дека има за цел да ги запре злоупотребите од страна на судиите. Но Европската комисија сака реформите да бидат укинати, велејќи дека ја подкопуваат борбата против корупцијата во една од најкорумпираните земји во Европската Унија. Владата предложи амнестија за политичарите, меѓу кои и Драгнеа, кој доби условна затворска казна за изборна измама во 2016 година, а против кој се води истрага во два други кривични предмета. Во овој контекст, според експертите, преминот на Драгнеа на популистички тон би можел да биде повеќе опортунистички отколку идеолошки. Но, како и да е, нема знаци дека владата ќе ги стави своите планови во застој за време на нејзиното претседателствување со Европската Унија.